Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со доцент доктор Билјана Божиновска, специјалист по радиологија, Драган Данев, директор на Државното средно училиште Математичко-информатичка гимназија и писателката Кристина Краличин. Останете со нас до 11 часот. Така е, останете со нас се до 11 часот и овој втор дел од емисијата. Ги поздравуваме и нашите гости кои што ни дојдоа во ова петочно издание на Здраво Македонија на гости кај нас. Заедно со Верче ќе бидеме ваши домакинки. Верувам ќе го задржиме вашето внимание се до 11 часот. Верче, добро утро. Добро утро ти. Посакам секако на тебе и нашите гледачи. Веќе верувам дека сте разбудени од рано наутро, дека ете со убава енергија ќе ја заокружиме и оваа работна недела и дека ќе го задржиме вашето внимание се до 11 часот, како што можевте да видите во најавата. Повторно имаме интересни гости со различни професии за кои што ќе позборуваме сето она кое што тие го работат, а верувајте имаат што да споделат. Секако ќе има и дело да ни споделат нешто што прават во своите приватни минути и затоа да ги поздравиме уште еднаш како што е редот. Така е, вече да ги поздравиме уште еднаш нашите гости. Веднаш до мене ја поздравувам доктор доцент Билјана Божиновска, специјалист по радиологија во Градска општа болница 8 септември. Добре ни дојдовте. Добро ве нашла. Така, ви направивме и кафе, Верче, како одлични домакинки се покажавме. Нашите гледачи верувам дека веќе го пијат и другото утринско кафе веќе со нас. Верувам дека е така. И господинот Драган Данев, директор на Државното средно училиште Математичко-информатичка гимназија. Сте гостувале во Канал 5, како што кажавме, но не во овој формат. Добро утро и за вас, добро утро за вашите гледачи. Во овој формат прв пат гостувам, инаку сум еден од редовните гостини во Канал 5 телевизија. Така, драго ми е што сте тука, гледачите ќе имаат прилика за нешто друго да слушнат, освен за оние политички теми кои ги разговарат. Се разбира. Така. И Кристина Краличин, која што не е прв пат во Канал 5, писателка, ќе зборуваме за пишаниот збор, за она што е најново извештајот на раната, вашата последна книга, но и оние романи кои ги пишувате вие. Добре ни дојдовте. Благодарам многу на најавата. Секако ми е чест што сум повторно дел во вашето студио. Поздрав до гледачите на утринската програма на Канал 5 телевизија. Така. Верче, одлични соговорници. Така е. Особено што Краличин имаме заедничко тоа што на изден сме родени. Да. Две риби. Затоа си ја земам до мене, да. Да, кажавме позади камерите две риби, една до друга. Јас сум во подзнак риба, па ето некако ви се приклучува. Се има своја некоја врска и тека линија. Да, ништо не е случајно, како реков. Така, ништо не е случајно. Убава енергија уште пред да влеземе во студиото. Навистина ми е драго и да остане таква енергијата и тука, но и гледачите кои што не следат и ќе останат со нас до 11 часот. Доктор, ќе да почнам со вас. Кои се најчестите состојби кои ги диагностицирате кај пациентите кога станува збор за белите дробови, бидејќи сте специјалист за бели дробови, за срца и за дојки? Па, прво вака, јас специјалист сум по радиологија. Така. Значи дека генерално ние работиме све, меѓутоа повеќе сум фокусирана на прегледите на срцето, на градниот кош и на дојките. Така. И секако дека тука влегува поврзано со срцето и мозокот, нели? Па и неврорадиологијата ја опфаќаме. Значи, општа радиолог сум, специјалист по општа радиологија. Кај нас во 8 септември ние имаме претежно поделено по одели, по специјалности, по системи кои на што е најмногу насочен со цел да ние покриеме све, меѓутоа кога ќе дојде до потежок и комплициран случај во таа ситуација, нели? Така да се прашуваат колегите кои што го работат тоа најмногу и најдобро. Инаку во однос на белите дробови тоа е една, да речам, жешка тема, сега особено врзано во Македонија заради тоа што имаме нели како голем степен на загадување и голем степен на пушачи, што ние како 8 септември, тоа поточно како оделот за радиологија, сме на праг да почнеме една студија која што ќе биде повеќе за пациентите кои што се во ризик групата, како некој мал скрининг, за да им овозможиме да се прегледуваат преку обичен компјутерски томограф, на кој што се гледа точно типот на белото дробие, значи тоа го прегледуваме, типот на белото дробие и кои се промените во белодробниот паренхим.
Во однос на белодробните болести, секако тука главна улога имаат пулмолозите. Они се тие кои што диагностицираат, праќаат и после ние ги додиагностицираме со рентген на бели дроб или со компјутер. Така, тоа матичниот го испраќа пациентот кај радиологот? Не, матичниот е одговорен да го испрати на специјалист, пулмолог. Пулмологот е тој кој што ги прави, се прави една палета на испитување од типот на лабораторија. Одредува дали треба да оди дополнително на радиологија. Да. Значи се прават лаборатории, тие форсирани волумени, тие имаат една палета на испитувања и од тој тип на испитување, ако има некој одстапување, тогаш се праќа на радиологија, дали за рентген или за компјутер, тоа го одлучува пулмологот, а ние го да кажеме ја даваме некоја предефинитивна диагноза. Дали сега со времената технологија која што имате, вие поулеснителна во однос на одредување на диагнозата, бидејќи диагнозата е една од назначајните моменти, што понатаму? Да. Како напредува технологијата напредува со брзина на светлината, дури радиологијата каска зад напредокот на технологијата, не многу, бидејќи ние мора да користиме порано се викаат тие самоучечки машини, кои што не самоучечки машини, повеќе се викаа машини со кои што се прават испитувања и ни помагаат да дојдеме до диагнозата. Денеска знаете дека artificial intelligence влегува во радиологијата и помага многу, особено во анализа на некои промени кои што ние допрва ги откриваме. Со развој на технологијата, со развој на машините, ние допрва откриваме работи кои што не биле претходно познати како диагнози. И морам да спомнам дека таа интелигенција вештачка уствари е само помошник. Ние како радиолози ја ги претходно. Не е тоа тип на претходна вештачка интелигенција, меѓутоа да речеме претходник на денешната вистинска вештачка интелигенција, така да имаме искуство. И тоа се сепак tools, тоа се средства кои што ни помагаат, алатки за користење на кои што ги користиме и доаѓаме до добри диагнози. Така. Имаме многу прашања и за ехо на дојка, и за прегледите, за само прегледите, но да ги вклучиме и другите наши соговорници. Драган, кога го договаравме интервјуто, се слушнавме нели да зборуваме за државното средно училиште математичко-информатичка гимназија, која што е помалку познато. Можеби не се зборува многу во медиумите за оваа гимназија, која што е државна. Обично кога ќе спомнам математичка гимназија, одмав на Финки, ПМФ, меѓутоа постои средно училиште кое што се наоѓа во Карпош, така, во општина Карпош. Па и тука и Корчагин кој што се сметаше како математичка гимназија, математичка-информатичка. Да. За разлика од претходните образовни системи во гимназиското образование, кога имаше во трета година, значи природно-математички смер, односно математичко подрачје. Ова е средно училиште, државно средно училиште, наменето само за ученици кои што имаат сериозни афинитети за информатика и математика. И така се нарекува, нели, државно средно училиште, математичко-информатичка гимназија. Прилично сме, релативно сме млади, нови, веќе ќе излезе третата генерација матуранти, но резултатите се импресивни. И ова се учениците во нашата гимназија се ученици кои што со леснотија ги освојуваат првите државни награди на државните надпревари по информатика, математика, програмирање, физика и од искуство во разговор со нашите ученици, а сега студенти, гледаме дека на еден лесен и импресивен начин ги полагаат испитите на кај да се запишат на било кој универзитет, како во нашата држава, така и во странство. Веќе имаме искуства со наши ученици, а сега студенти во Германија, во Италија, во Словенија, тука на нашиот факултет Финки, на природно-математичкиот факултет и така натаму, има сериозен број на студенти кои што, можеме да промовираме еден одличен смер актуарство на природно-математичкиот факултет, на нашиот природно-математички факултет, каде што со завршување на тој факултет е доста актуелен сега и во нашата држава, но и пошироко во меѓународни рамки, учениците, тој студенти што завршуваат, не се прашуваат за работа, се прашуваат само за цената на исплатата на плата, колку ќе земат во одредени фирми. Верувате, тие се како на некоја берза каде што ги вреднуваат нивните знаења и умења во таа област, тоа е еден дел од таа финансова математика. Инаку акцент во целиот тој курикулум на
нашата гимназија е ставено на информатиката, програмирањето и математиката. 50% од програмата што е во прва и втора година се дел од математичките предмети или од областа на математиката и од областа на информатиката. И за трета и четврта година веќе да не зборуваме, тие веќе се навлезени во сериозни математичко-информатички проблеми и навлегуваат во сршта на она што се нарекува математика, програмирање. Така. Во собота за гости отворивме една тема кога е математиката во прашање, тука се надоврза и Кристина. Јас споменав дека никогаш не сум јас не само што не сум јас сакала. Јас се кажав дека не обидувало за математика кој што знаеме да кажеме, тука едноставно не го открила својот тој сенс во даден период од својот образовен процес. Каде ја бидува? Така, значи тоа ми е прашањето за професорите. Колку професорите придонесуваат да засакава математиката или да не ја сакаме? Тука е една симбиоза меѓу професорите, родителите и учениците. И математиката се засакува уште во рана возраст. Има некој така како да кажам, негативен став уште во рана возраст во однос на математиката при првите. Тоа е неизбежен дел од животот. Неизбежен дел од животот. Во математика ние се во животот. Апсолутно. Значи при првата препрека ние велиме тоа е сега тешко, не можеме да постигнеме и така натаму. Верувајте, со труд и со соодветна амбиција се постигнува, така да и математика не е нешто што не може да се постигне, не може да се достигнат соодветни резултати. Нормално, како и во сите области, така и во математиката. Талентираните имаат предност, но со работа и со труд, со соодветен ангажман се постигнуваат солидни и така соодветни резултати и во областа на математиката и информатиката. Така, тоа значи дека труд плюс логика плюс работа плюс талент еднакво на математика. Она што од искуство е веќе разговараме со нашите, пак ги повторам, студенти кои што завршиле во нашата гимназија и сега се на факултет или универзитети ширум Европа. Значи, она што најмногу допринело за нивното запишување на тие престижни универзитети е развивањето на нивната лична логика и критично размислување. Значи, во тие 4 години кои што ги вложиле во гимназијата каде што моментално работам, стекнале на високо ниво едно критично умешност за критично мислење и логично размислување. Па мислам дека тоа е целта на образованието, практично на гимназијата, да ги обучиме, ако каже, или оспособиме всушност учениците да сами ги креираат решенијата логички врз основа на нели она кое што е напишано како теорија во учебникот, меѓутоа тоа треба да се примени, да се размислува најразлични проблеми како да се решаваат. Теоријата е едно, но таа само треба да биде алатка за нашиот став кон нештата. Така да математиката и сите тие предмети што се во тој математички корпус и информатички придонесуваат во однос на развојот на личноста во насока на критично размислување и логицирање во било која општествена област и решавање и креирање било какви проблеми. Јас тука би сакал да се задржам на начинот на кој се запишуваат учениците во бидејќи сега баш ни доаѓа сезона на приемот на ученици во гимназијата, па и во сите училишта средни во нашата држава. До 31 мај имаме писмо на намери од страна на учениците, треба да поднесат, кои имаат желба да се запишат во нашата гимназија. Се организира приемен испит по предметите математика и физика, и учениците што ќе го поминат тој приемен испит веќе влегуваат во гимназијата, но јас сакам да истакнам една работа. Многу ученици, вака и со родители кога разговараме, и интересот е сега голем, неколку дена веќе имаме повици од сериозен број на родители и ученици кои што сакаат да се запишат во гимназијата и сега прашуваат дали е тоа за најталентираните, дали тука само деца што освојуваат награди и така натаму. Јас ќе ги поканам сите ученици кои што ја сакаат математиката, кои што го гледаат својот животен позив во однос на тој во делот на математичкиот и информатичкиот дел, да ги отворат вратите на нашата гимназија, да конкурираат, да го полагаат тој приемен испит, бидејќи оваа гимназија не е само за најталентираните и не е само за оние што освојуваат државни и меѓународни награди. За сите оние кои што ја сакаат математиката, кои што вложиле во основно образование, во делот на таа математичко-информатичка област, доста труд, ангажман, верувајте дека со тек на време гимназијата овозможува на секој ученик да го достигне својот максимум.
целта на образованието не е само за најдобрите. Целта на образованието е секој ученик да го искористи својот потенцијал што го има во дадена област. Те она што да речеме вие како гимназија го имате, Да, уште нешто само извинете. кои доаѓаат од другите градови, нудите бесплатен интернат. Какви те се условите и дали има листа на чекање? Тоа е исто важно. Да. Интересно, токму тоа сакав да го кажам, значи голем број на родители и ученици сметаат дека ова гимназија е приватна, но ова е државна гимназија, све е бесплатно, значи сместувањето исто на учениците кои што доаѓаат од другите градови од внатрешноста на Република Македонија имаат бесплатно сместување во Здравко Цветковски ученичкиот дом, имаат бесплатен превоз. Едноставно, нивно е само да учат, да работат, да се образуваат и да ги искористат своите потенцијали кои што до сега ги максимум во работата, во делот на учењето и развојот на својата математичко-информатичка мисла. Добро, гледачите кои што не следат или родителите можат да им пренесат на нивните деца, ученици кои што и уште еден момент сакам да кажам, значи според мене за успех на една образовна институција најбитни се наставните програми и кадарот кој што нели тие наставни програми ги имплементира во воспитно-образовниот процес. За програмите не сакам да зборувам, значи кажав дека тоа се соодветни и најразвиени програми каде што математиката се изучува во неколку предмети, информатиката и програмирањето исто така во неколку предмети. Едноставно учениците живеат со математика, информатика, програмирање, но кадарот тоа се професори, ја не верувам дека во друго училиште во држава има, можеби пошироко во регионот, тоа се професори универзитетски кои што се специјализирани во областите кои што ги предаваат во нашата гимназија. Значи магистрирале, докторирале, имаат своји научни меѓународни трудови во тие области. Токму тие професори се наставници во нашата гимназија и, како да кажам сега народски кажано, грелата е нашите талентирани ученици што ја сакаат информатиката, програмирањето, математиката, да не ги искористат овие можности што ги нуди гимназијата. Па да, еве, можеби не знаеме, но еве, убаво што денес сте зборуваме. Јас ви благодарам на поканата и да, мислам дека во вистинско време бидејќи токму сега доаѓаат уписите и убаво е да се споделат овие информации, така. Ви благодарам. Кристина, што мислите вие за математиката? Ве бидува ли вас? Математиката јас сум ја сакала, да. И ми била еден од поомилените предмети. За разлика од мен, од тебе, Бисерче. Јас си признав, никогаш не Добро, како што спомна и Вера, математиката е дел од нашиот живот, од секојдневен живот и постојано се судираме со математички прашања и е основа на многу голем број на науки, мислам дека. Така што, да, математиката по мене е интересен логички дел кој што дефинитивно потврдува дека критичкото размислување го поттикнува. Не знам колку има во математика во пишувањето. Тоа ќе прашам кога си имали Има пресмет. математика во пресметување во однос колку дали страници треба да има или како е продажната и која е продажната цена. Грамажа на хартија. Ако можам да упаднам во разговор, значи многу добра симбиоза за учениците ако читаат и решаваат задачи. Јас секогаш кажувам на моите ученици, ако сакате да се одморите, прочитате на добра интердисциплинарно треба да се пристапува интердисциплинарно кон секој проблем, значи не можеме од еден аспект само да го гледаме или само математика, мора да имаме малку нели дополнување на еве јас кога пишувам на пример одвојувам време да играм шах. Еве ти математика. Затоа што најверојатно затоа што имам некоја љубов кон математиката, па ете и шахот е тука некаков спој. Но мислам и дека вие докторите постојано нешто мора да се чита, постојано изгледуваат некои нови дополнувања, нели? Значи математиката и читањето јас мислам дека се многу врзани, посебно медицински во се многу блиски во своите комуникации, да, и кога една зона ќе биде оптеретена, другата се бара релаксација. Ќе збориме за тоа, мислам дека во однос на структурата на романите имаме едно прашање малку понатаму за Менса. Но еве убав и насловот. Извештај на Рената звучи така математички. Извештај со критички, да, точно. И сакавте нешто да ни прочитат. Подготвивте за накратко да им објасниме на Па најпрво да, ако може да споменеме за самиот роман, влезот да го
за книгата и да добра најава да направиме. Минатата или предминатата недела на 8 април се случи промоцијата на мојот најнов роман. Еден писател ми рече немој да кажуваш последниот роман, туку најновиот роман, бидејќи нема да биде последен. Ова е дел од една едиција која што е тука со нас и всушност е четврти поред, меѓутоа ќе има уште. Оваа едиција е дел од гледачите знаат, бидејќи досега сум ја представувала. Секој роман може посебно да се чита, бидејќи е завршена мисловна целина, има посебна содржина, поинаков е дури и делот кој што го обработува, да речеме некој е трилер, некој е авантуристички и така натаму. Во случајот се работи за научно-истражувачки роман, кој што влегува во дел на крими романи, меѓутоа има и мистерија, авантура, точно има и авантуристички слои, затоа што извештајот на Рената пред се потекнува од претходниот роман, бидејќи во тој роман се наоѓаат едни стари записи, позади кои има некоја историја, се напишана на некој неразберлив јазик за тој протагонист и мистерија, така. И всушност извештајот на Рената е како како палеограф, бидејќи палеографот е тој кој што ги проучува писмата на старите народи, изумрените јазици и така натаму, како ќе го дешифрира и што во тие списи се крие. Во тоа е и на некој начин мистеријата. Меѓутоа, Рената како протагонист во овој роман не е само да ги откриеме списите и што се крие и која е мистеријата, туку таа е на некој начин посредник помеѓу човекот или читателот и природата. Бидејќи дејството на овој роман е во Африка. Африка сама по себе представува по мене авантура. Африка е еден прекрасен пейсаж. Со Африка, со самата позиција на Африка може да се долови и не доволно толку често посетен. Мислам мака од луѓето со оглед на меѓутоа комуникацијата на Рената како археолог, која што е одговорна, која што е научник, која што се базира нејзината работа на факти, на докази, се судрува во тие списи кои што ги открива, кои што се напишани на еден изумрен јазик од корејски, не е многу далечен од современиот корејски јазик, меѓутоа она тоа постепено го разгледува и со тоа што го наоѓа, тоа се судира со непознатото. Со еден предизвик што треба понатаму да открие. Дали тоа што го открила, во кои делови ќе внесе на непознатото. Бидејќи таа како научник се базира на факти, на она што го открива, нели, како археолог. Самиот поим, нели, археологија, тоа го носи со себе. Што ќе открие? И во овој роман преку нејзе гледаме што е природата, бидејќи нејзиниот татко бил дендролог и се занимавал со проучување на дрвјата, на историјата, на оно што го носат дрвјата во себе, затоа и баобабите се еден вид представени како дрва на животот, како стебла кои што живеат со милениуми и носат искон, носат одредена старост на кога живееле и старите домородни населенија околу баобабите, како се искористувало нивното стебло, нивниот плод, зошто тоа го правело на домородното население. Значи, на еден начин е како полне со податоци, затоа што јас правев истражувачка работа пред да го пишувам. За мене беше преголем залак, да речам, романот кој што го замислив и кој што сакав на некој начин да ја доближи повеќе природата до читателот, до човекот. Тука ќе се надоврземе и на ова што го спомнавме за читањето, бидејќи всушност таткото кој што ја внесува на Рената љубовта кон природата како дендролог во даден момент, бидејќи тој повеќе не е жив, дендролог значи некој кој што ги сака дрвјата? Дрвјата ги проучува, ги разгледува, значи истражува буквално се што е поврзано со историјата на дрвјата. Значи тој и објаснува кога била мала и како се створила љубовта кон земјата. Тоа е тоа што сега ќе го прочитам. Види, ќерко, рече професорот стојќи на тисаченото стебло од дрвото и се наведна кон него со раката, ја зачисти површината на пресекот на дрвото од ситни делчиња кора, струготини и земја. Природата говори истовремено на многу јазици, а во човекот треба да постои соодветна свест во неговиот ум за да умее да ја чуе. Не секогаш звукот и гласот говорат. Фреквенцијата може да доаѓа преку други извори за кои немаме слух. Се што не можеме да препознаеме како глас и говор, можеме да го видиме со очите и да разбереме што е кажано во пишаното. Кога читаме од природата, не читаме букви, туку знаци и белези. Годот е животна автобиографија на дрвото или со други зборови, тоа е историја на природата.
Писателот во овој случај ни испраќа текст преку прстените на времето. Исто како ти што црташ по твоите блокчиња, така и дрвото е уметник на постоењето. Погледни овде, покажуваше со показалецот татко и правејќи нежни кружни движења со раката врз пресеченото стебло. Оваа дебела линија покажува дека таа година била влажна и топла. Имало многу дожд, па растенијата растале нагло, ја пиеле влагата од земјата и нивните прстени се широки и темно обоени. А овде каде што прстенот е тесен, владеел сушен период. Ние нема како да дознаеме за природата, освен од неа самата. Тој ја објаснуваше смирено како да ја открива голема тајна. Рената го памтеше секој негов збор. Многу убаво напишано, како ја пренал љубовта кон природата од мали ноза. И тоа е вистински пример како родители, како да им вметнеме на децата, како да ги запознаеме прво со природата, потоа како да ја чуваат, како да ја негуваат, а можат да го направат преку книгите, преку вашите книги. Кога сме кај препознавањето, доктор Билјана, која е разликата помеѓу мамографија или ехо на дојка? Затоа што верувам жените размислуваат кој е вистинскиот преглед и што всушност треба да се направи или треба и двете да се направат. Тоа е секојдневно прашање. Да. Значи, двете методи имаат вистинско место и вистинско време кога треба да се употребат. Тоест, кога треба пациентката да дојде, тоест, кога жените треба да се јават на преглед. Значи, ехото е една безболна метода која што нема никакво зрачење. Тука е пациентката легната пред нас, во моментот ја прегледуваме, допираме промени, можеме да ја процениме и со поглед, и со допир, и со ехо, самата состојба на градата. Тоа е толку едноставно што е и многу приступачно за пациенти, за сите жени кои што може да си го дозволат во однос на зборам на термини и во однос на возраст. Да. Сакам да се задржам повеќе на возраста, затоа што ехото е метода која што бидејќи не е опасна, таа е врз основа на ултразвук, таа може да се прави кај деца. Значи, било кога. Не е обавезно, меѓутоа може да се прави кај деца. Знаете, ултразвук е основен за преглед и на бебето, кај бремените жени. Се препорачува дека веднаш по, да речеме, оформениот развој на дојката, некаде 20 до 25 години, девојките треба веќе да размислуваат да се појават на преглед. Со ултразвук. Така. Мамографијата е рентген зрачење. Тоа е метода која што користи рентген зрачење и се препорачува кај жени над 40-та година. Значи, предходно, само по индикација на доктор, има ситуации и диагнози каде што ние мора да направиме мамографија, што и кај помлади од 40 години, за жал, се појавуваат и такви ситуации. Но дали само старост, годините кои што ги наведовте или и дополнително оние кои што веќе родиле? Годините се првата граница. Родиле, не родиле. Тоа сакам да го затоа што некои се врзуваат дека и велат дека од кога нели ќе станете мајка, па се дојле дека тогаш треба да се започне, меѓутоа тоа не е врзано, врзано е дека од 40-та веќе треба. Тоа е некој стандард кој што е даден, да речеме во Германија сега нешто препорачуваат од 50, во Америка препорачуваат од 35 години да се прави мамографија, во Америка сакаат да се прави еднаш годишно. Ние земаме средна граница 40 и да биде на секоја втора година, иако е тоа меко, безбедно зрачење, сепак е рентген зрачење. Така да на секоја втора година е доволно, измеѓу се прави на секоја година ехо и кај жените што треба да прават мамографија. Значи тоа се две комплементарни методи. Со самото тоа што ние на ехото ќе прегледаме пациентката со допир, со инспекција, затоа што може да видиме црвенило, тврдина, истедок од пупката, нелагодност, некогаш се жалат ме боли кога спијам на левата страна, на десната страна, па осеќаме некоја тврдина при самиот преглед. Значи, тоа е комплементарен преглед. И со мамографијата, над 40 години, ние добиваме некаков комплетен преглед. Секако дека понатаму има процедури кои што зависно од тоа што ќе го најдеме ги, ама тоа е веќе не е во превентива и не е во, да речеме, некаков тип на заштита на жените во однос на женското здравје. Сега пред да дојдеме до ехо и мамографија, често докторите спомнуваат само прегледи на дојките. Како да се направат само прегледите и кои се оние симптоми кои укажуваат дека треба да побараме и стручно мислење од доктор. Значи, освен тие, да речеме, протоколи над 25 или 20 години,
без никакви симптоми или над 40 за мамографија кај жените без симптоми, секако дека мора да се знае, има многу големи кампањи во однос на тоа како треба да се изведе само преглед кај жените. И на секој преглед што ќе дојде жена, па дури и систематски кога правиме, пошто нели систематските сега последно време вклучуваат и тироидна како дополнителни прегледи, дојки, мамографија, абдомен, и дури и тогаш ги едуцираме пациентките, жените како да го направат само прегледот. Значи најдобро е да биде прво после циклус. Кога збориме за менструалниот циклус, тога збориме дека се рачуна од првиот ден на почетокот на крварењето. Не е циклусот од завршеток. Значи од првиот ден на крварењето. Тука е голема дилемата и грешат. Сите го некако го сметаат кога заврши. Не, треба од првиот ден кога почнува крварењето. Значи од 5 до 9 ден треба да биде жената после туширање, да биде опуштена, топла да биде дојката, се крива едната рака во висина на пазувата и со прстите како да свириме по клавир, треба да ја научиме структурата на дојката и кружи или во стрелките или обратно, стрелките на часовникот преку целата дојка и на крајот секако мора да биде пред огледало, да се види дали има асиметрија на пупките, дали е поставеноста соодветна и на крајот може да се стисне пупката, не секоја жена го прави тоа, за да се види дали има некаков изцедок. Тоа е еден од моментите во однос на промените. Ќе направиме кратка пауза, а промените ќе ги оставиме за порекламите. Така е, нека останат и нашите гледачи со нас. Одлични совети за дамите и за само прегледите. За математиката и за книгите ќе зборуваме веднаш по рекламите.